Како што споменавте вие, за прв пат во програмата акцентот е ставен токму на Куманово. Кои економски проекти се клучни кои што ќе донесат подобар живот за жителите овде во Куманово, кои ќе придонесат за дополнително намалување на невработеноста овде во Куманово? Големата невработеност во Куманово, бројката која се уште е за наши прилики многу висока, над 18.000, не познава етникуми, не познава националности, не познава религиски определби, значи е бројка која ги засега сите граѓани. Ние, како партија која се залага за добробит на сите граѓани на општина Куманово, главната поента ни беше промовирање на овие проекти за Куманово, кои ќе се остварливи, кои ќе се реални и со реални рокови на нивна реализација. Пример, Куманово е единствен град во Република Македонија кој се уште нема тир-зона. Таа тир-зона наназад години ја зборуваме, локалната самоуправа наша ја објаснуваше, ја ветуваше. Од сите тие ветувања, ние имаме само ветување, без конкретно на терен еден реализиран дел од таа тир-зона што требаше локалната самоуправа да ја направи. Каде е проблемот? Проблемот е, 100 пати сме на ова тема збореле, дека тир-зона не е ливада, тир-зона е подрачје на кое локалната власт мора да инвестира, за да има со што да понуди на странскиот инвеститор што сака да вложи пари со сите овие економски мерки и бенефити што ги дава владата на Република Македонија да дојде во Куманово. Ние имаме пример да во Струмица веќе имаме отворени 2 фабрики од странски инвеститори, во Куманово нема ни една. Веќе битката што ја водевме да и нашите домашни инвеститори бидат во истите услови како што ги имаат страните инвеститори, дојдовме и тоа го остваривме. Веќе во тир-зоната Бунарчик имаме 2 фирми наши, од наши македонски инвеститори кои работат. Значи, дојдовме во позиција да се она што требаше државата да го понуди, државата го понуди. Меѓутоа, основната работа за да нешто тргне беше да таа тир-зона, да тоа подрачје биде направено по сите тертипи како треба да биде, по сите теркови. Значи, со комплетна инфраструктура која мора таа тир-зона да ја има. Значи, вода, струја, енергенси, еве, сега веќе многу е актуелен гасификацијата во Република Македонија. Гасифицираме во Куманово, зошто во таа тир-зона, например, не се постави гасовод. Тогаш, веќе со постоење на гасоводот, тоа е еден од елементите што ќе го привлече странскиот инвеститор да дојде во таа зона. Таа тир-зона, значи, не се прави за една година. Да не ги лажеме граѓаните дека со една година тир-зоната ќе биде готова. Значи, тоа се определува едно подрачје. Агенција за просторно планирање треба да комплетно тоа подрачје го правно расчисти и реши. Значи, покрај државно земјиште, таму има и приватни земјишта кои државата мора да ги... Дали ќе направи замена, експроприација треба да направи, дали ќе биде плаќање, меѓутоа тоа земјиште мора да биде комплетно во државна собственост, за да може државата на тоа земјиште да поставува инфраструктура со така веќе средено земјиште да настапи за формирање на тир-зона. Тоа е еден проект кој малку понатака ќе чека, значи ќе има своја реализација дури после година дена, бидејќи во Куманово работата е алармантна. Има ургентна и алармантна. Ова е ургентно алармантна. Затоа од веќе постојните капацитети, каде што многу кумановски фирми поради стечените постапки тонеа, се распаѓаа, се донесе закон со кој стечените постапки се убрзаа и многу од фирмите кои се во стечај денеска се со завршена стечајна постапка и се спремни за нивно продавање на некоја странска фирма која ќе биде заинтересирана да вложи на тоа место. Ние се залагаме да во тие фирми кои се веќе на продажба со завршена стечајна постапка, доколку е можно,
иде истата бранша која е работена. Така, доколку не е во можност од истата, зависно од тоа кој ќе биде инвеститорот, тоа и ќе биде она што ќе се работи во сите овие стопански објекти. Па вака, еве ќе дадам еден прост пример. Например, во Куманово, фабриката за леп и бели пецива, Житомел, е била една единствена фабрика во времето на социјализмот, која имала за задача да целиот град го снабдева со леп и бели пецива, леп, црн леп, значи со сите тестенини. Меѓутоа, од 90-та година наваму во Куманово веќе имаме 4-5 приватни капацитети кои веќе градот го снабдува со сето тоа. Доколку и не се најде стратешки инвеститор кој во таа индустрија прехранбена нема да може да го рестартира, нека биде и у друга, меѓутоа да вработи што поголем број на луѓе. Значи, веќе имаме зона каде сите инфраструктури ги има капацитети од изградени простори, сали и се тоа. Значи, веќе стартува со еден многу поголем старт за една индустријска зона, така да оној стратешки инвеститор, значи, не мора да е стран, може да биде и македонски стратешки инвеститор, кој е заинтересиран да го преземе, да го купи и тоа земјиште и се тоа, целата таа фабрика, сега државата, затоа и кажам на почетокот, бидејќи е Куманово ставено во топ приоритети, од своја страна, за да го стимулира инвеститорот да што побрзо тргне со производството, спремна е да учествува со 10% од улагањата на инвеститорот што ќе ги вложува во машини, во опрема, во репроматеријали, не поголема вредност од 500.000 евра, со финансирање на секое ново креирано работно место со субвенција од 2.000 евра годишно, со обврска да најмалку 5 години фирмата мора да го држи работникот, со не ги заборави државата ни стечајните работници, бидејќи Куманово е град со најголем број на стечајни работници, цифрата ќе биде 4.000 евра за вработување, за креирање место за вработување на стечајен работник, со истата обврска да минимум 5 години биде задржан на работа, така да опфатени се, значи повеќе категории, покрај тоа ослободени се од данок на добивка, од персоналниот данок, значи многу погодности. Доколку се собере кај секој кој е приватен бизнисмен, доколку ги собере сите овие стапки, знае дека е тоа многу голема помош во старт на секој предприемач, на секој бизнисмен, за да може да вложи и да тргне работата во позитивна насока.